Моментално се наоѓаме во Сефиданис, Центарот за истражување во Охрид, заедно со Анис Сефиданис, професор и доктор. Господине Сефиданис, ви благодарам што одвоивте време за нас денес. Благодарам на посетата. Најпрво би сакала да ве прашам, дали апликациите како ChatGPT се закана за развојот на когнитивните способности кај младите? Технологијата под име ChatGPT е дел од современите технологии на вештачка применета интелигенција. Самата таа по себе е производ на колективниот човечки интелект, го содржи сето наше знаење и представува на некој начин рефлексија на нашата свест. Оттаму, мислам дека ниту една технологија сама по себе не е ризик за човекот, туку таа носи со себе предизвици и можности кои ние самите избираме како ќе ги употребиме. Следно, дали сметате дека ваквата технологија го забавува умствениот развој кај човекот и дали истата треба да се спречи или треба да превземеме некои мерки за да не се уназадиме како човештво? Напротив, се наоѓаме во предвечеријата на четвртата индустријска револуција, каде што вештачката интелигенција за добро ќе го трансформира општеството најмалку онолку како што тоа го направи електричната енергија. Пред секоја револуција сме се соочувале со отпор, но плодовите кои веќе ги гледаме од вештачката интелигенција во области како што се современата медицина, безбедноста, образованието, покажуваат дека таа го потпомага природниот развој и еволуција на човечкиот интелект, може да надмине многу проблеми кои претходно ние колективно сме ги создале на пониско ниво на свест. И јас искрено мислам дека и самиот термин вештачка е своевидна стигматизација на нашата природна еволуција. Бидејќи, ако човечкиот ум е производ на природата, а вештачката интелигенција е производ на човечкиот ум, тогаш и таа припаѓа на природата. И за крај би сакала да ве прашам како мислите дека ваквите апликации и вештачката интелигенција ќе влијаат врз начинот на кој ние функционираме? Несвесно на деневна база, секој од нас има повеќе интеракција со вештачка интелигенција, одошто интерперсонална комуникација со друг човечки ентитет. Дали е тоа користење на системи за паметна навигација, дали е тоа интеракција со техничка поддршка, навигација на социјалните мрежи како што се TikTok, Instagram или Facebook, сето тоа представува размена на значења помеѓу човекот и вештачката интелигенција. Суштината на вештачката интелигенција е да резонира, да донесува одлуки и да планира. А нејзината цел е да направи предикција на она што треба да се случи во иднината. Човекот ја амплифицира сопствената интелигенција по пат на непосредна интеракција со вештачката интелигенција, во која, како што кажав претходно, се вклучени шемите на однесување, целото човеково знаење од минатото до сегашноста. Од тука, мислам дека нашиот начин на комуникација веќе е променет. Мислам дека доживуваме глобална експанзија на свеста, идентитетите ги прошируваат своите граници и треба вештачката интелигенција да ја гледаме како еден мал дел од многу поширок спектар на неуродиверзитетот кој од секогаш постоел во природата. Господине Сефиданис, уште еднаш ви благодариме за интервјуто. Ви благодарам и вас.